Последни вести денеска, добро вечер. Локалните избори ќе бидат распишани на почетокот на август, а првиот круг ќе биде закажан за последната недела од октомври, дознава Канал 5. Дали до тогаш ќе бидат донесени измените на изборниот законник со кој што ќе се регулира настапот на независните кандидати, останува неизвестно. Но, како алтернатива се разгледува можноста Собранието да даде автентично толкување по одлуката на Уставниот суд. Јана Јосифовска ги има деталите. Локалните избори ќе се распишат на 8 август, дознава Канал 5 од високи партиски избори, според предвидениот рок од 60 до 90 дена од датумот на распишување на изборите. Известно е дека првиот круг ќе се одржи на 26 октомври, а вториот 2 недели подоцна, на 9 ноември. Но она што е неизвестно е дали тие ќе се одржат со променет изборен законник и каква ќе биде позицијата на граѓанските иницијативи во изборната трка, по правниот вакуум што настана, откако Уставниот суд ги укина членовите со кои се крена прагот за потребни потписи за независните, но пратениците од власта и опозицијата здружно во Собранието повторно поднесоа законски измени за зголемување на бројот на потписи за независните. Вака предложениот изборен законник сега е заглавен во Собранието поради блокирањето од ДУИ и немање Бадентерово мнозинство. Екоактивистот Горјан Јовановски од независната иницијатива Зелен хуман град за Канал 5 изјави дека тие веќе поднале барање за автентично толкување до Собранието, за да не настане хаос со кандидирањето, бидејќи според сегашната состојба во законот, независните имаат право да учествуваат, но не се знае со колку потписи. Дали некој може да се кандидира и со само еден потпис или без ниту еден? Веќе е побарано автентично толкување, бидејќи ДИК и другите државни институции едноставно ги следат насоките кои што се даваат од Собранието, а бидејќи Собранието е единственото кој што може да вади автентично толкување на законите, они се тие кои што треба да се изјаснат за овој правен вакуум кој што сега се создаде и нејаснота е дали навистина ние независните може сега да се кандидираме без потписи и дали воопшто не може да се кандидираме. Проблемот е дека тамо тие комисии и тие пратеници кои што се треба да знаат дека со носење на вакви штетни измени или со оставање на некаков вакуум со цел да може да се истиснат независните од изборите, комплетно го газат мислењето на Уставниот суд и наредбата на Уставниот суд, комплетно ја газат демократијата. Во меѓувреме и Министерството за правда подготви текст за изборниот законник во согласно со препораките од ОПСЕ ОДИХР и реформската агенда. Од Правда за Канал 5 велат дека предлогот е испратен на мислење до ОДИХР, но оттаму се уште немаат повратен одговор. Во него не е опфатено прашањето за една изборна единица, ниту за независните кандидати. Софија е влезена во многу опасен наратив, кој што е спротивен со стратешките интереси и на ЕУ и на НАТО, а кој што одговара на трети страни кои сакаат нестабилност во регионот, оцени министерот за надворешни Муцунски, по обидот на бугарските европратеници да вметнат додавка модерен за македонскиот јазик и идентитет. Последните неколку денови говорам за многу опасниот наратив во кој што влезе Софија. Наратив кој што е спротивставен со стратешките интереси и на Европската унија и на НАТО, а кој што одговара на трети страни кои што сакаат нестабилност. Јас не сум видел ниту една изјава, а верувајте ми, детално ги следам сите изјави на било каков говор на омраза. Ако тие го сметаат говор за омраза, нашиот израз за потребата од афирмација на нашиот јазик и идентитет, а тогаш проблемот е уште поголем и од тоа што ни мислиме дека имаме. Наше да продолжиме со нашите јасни ставови, за да никој и во рамките на Европската унија нема дилеми околу нашите позиции. Да зборуваме за каква би била штетата доколку се дозволи Европскиот парламент да навлезе во процес на создавање на нов македонски идентитет, модерен македонски идентитет. Одлуката на Уставниот суд со која беше укината категоризацијата на населението на резидентно и нерезидентно, премиерот Мицкоски изрази подготвеност веќе идната година да се спроведе вонреден електронски попис на населението. Но ако истовремено се прифати моделот за една изборна единица. Мицкоски смета дека треба да се провери и дали има кривична одговорност во случајот. Политичка одговорност мора да има. Ете, тие се опозиција што тогаш беа. Инаку треба да видиме дали има и основа за кривична одговорност, бидејќи ние не можеме да развиваме државата на основа на лажни податоци.
Ние треба да имаме вистински податоци за да развиваме државата. Не само ние сме сега влада, утре ќе да е друга влада. Ке треба таа влада да ја развива државата. Врз основа на што? Седнале двајца, тројца, се договориле, пиши, бриши и заврши на работа. Дискотеката Пулс не била затворена, оти собственикот ја платил глобата за неиздавање фискални сметки, кажа директорката на УЈП Петрова. Решение за затворање имало за кафе барот, што го поседувала истата фирма. После првата контрола, значи платена е глобата и имало и запечатување на објектот. Меѓутоа тука имаме и два објекти во таа компанија, така што тука исто така настанува конфузија во однос на тоа кој објект бил кон кој објект било применета мерката за печатување. Кон кој објект? Дискотеката или кафе? Запечатувањето било извршено на кафе барот. Додека во првата кај дискотеката е применета мерката глоба и глобата била платена. УЈП ја почнува дигиталната трансформација на даночниот систем со е-фактура. Пилот фазата ќе почне од 1 јануари, а задолжителната примена се очекува во третиот квартал од 2026-та. Со е-фактурата секоја безготовинска трансакција ќе биде евидентирана и контролирана во реално време, со значително мали изгледи за злоупотреби при повратот на ДДВ-то, најавија надлежните. Овој проект има за цел да овозможи фискализација на сите трговски трансакции кои што се плаќаат безготовински. Тоа ќе овозможи фактурата да стане покрај комерцијален документ, исто така да стане и автоматски даночен документ преку кој што во реално време до УЈП ќе пристигнуваат податоците за сите трговски трансакции. Со овој проект најголемиот фокус ќе го имаме во намалувањето на сивата економија, но во исто време тоа ќе значи поедно транспарентно и отчетно работење и на приватниот сектор. Сега едноставно преку овој систем ќе има поголема контрола, почнувајќи нели и од увозот во државата како увозно зависна земја. Ова е-фактура како процедура ќе значи да нема онакви фантом фирми кои што 90 на 100, 200, 300 милиони евра ќе украдат од буџетот и од вас граѓаните. Ако добро се применува и се работи, во што немам сомневање. Така што, за да можеме попластично сето тоа да го разбереме, можноста да ни се случуваат фантом фирми кои што ќе добиваат поврат на ДДВ и преку ноќ ќе бидат отуѓување на фантом луѓе, повеќе со овој начин на функционирање ќе биде тешко или речиси невозможно. Од 1 јули до крајот на август на сила ќе биде забраната за движење низ шуми, а за да се спречат ризиците за пожари, и Министерството за земјоделство ги потсетува земјоделците и сточарите дека палењето стрништа и пасишта е кривично дело. Директорот на ДЗС Стојан Ангелов за Канал 5 вели дека годинава многу поподготвено ќе ја дочекаат летната сезона. За разлика од порано, сметам дека свесноста кај граѓаните за опасноста од пожарите, како и последиците од пожарите, е на многу повисоко ниво, бидејќи последните години до секој ден граѓанин, благодарение на вас медиумите, допреа нашите апели. Добар дел од граѓаните се запознати на кои начини започнуваат пожарите, бидејќи најголем број од пожарите започнуваат ненамерно. Ние како дирекција се подготвуваме за сезоната. Едниот трактор е веќе вратен, вториот трактор ќе биде вратен следната недела, а набрзо потоа го очекуваме и третиот трактор, кој што во моментот се сервисира во Австрија. Истовремено подготвуваме и неколку изненадувања кои што значително ќе го зголемат нашиот капацитет. Тука е крајот на вестите. Пријатна вечер.